Денеска за прв пат во потпишување на меѓународен документ се применија новото име и терминологиите согласно Преспанскиот договор. Шефот на македонската дипломатија Димитров и алтернативната министерка за надворешни работи на Грција Анагнастопуло ставија подпис на спогодба за отворање на нов граничен премин Маркова Нога Лемос. Τον Υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, τον κύριο Δημητρόφ. Му благодарам на господинот Димитров за подпишувањето на овој историски договор и сум многу среќна да соработувам за да ги зацврстиме и продлабочиме односите меѓу нашите две земји. На билатералната средба покрај разговорот за примена на Преспанскиот договор, министрите зборувале и за поддршката што Грција ја дава на земјава во контекст на евроинтегративниот процес, како и спроведувањето на реформите. Димитров денеска пред медиумите повтори дека земјата се придржува на она што се потпиша на 17 јуни во Нивици, Грција. Задоволство ми е што овој договор за отварање на граничниот премин кај Маркова Нога во регионот на Преспа го потпишавме на 3 јазика, на грчки јазик, на македонски јазик и на англиски јазик. Македонски јазик што е важен за нас, што го зборуваат граѓаните на Република Северна Македонија и нашата диаспора и што не се однесува на грчките македонци во контекст на членот 7. Во меѓувреме, откако стапи на сила договорот од Нивици, Скопје и Атина интензивно работат на развивање сеопфатна соработка во сите области. По доаѓањето на Анагнастопуло и пред пристигнувањето на грчкиот премиер Ципрас во април и министерот Димитров следниот четврток заминува во официјална посета на Грција. Алтернативната министерка за надворешни работи пак покрај средбата со Димитров денеска оствари средби и со премиерот Заев како и со вице-премиерот Бујар Османи.